во редакцијата на порталот racin.mk. Денеска е Александар Трајановски, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Го поканивме постконгресно да зборуваме за актуелните политички ситуации во земјата, за состојбите во партијата и за перспективите на нашата земја од аспект на она што значи политички избор, политички иднина на Република Северна Македонија. Господин Трајановски, ви благодарам што ја прифативте поканата за ова интервју. Добар ден, поздрав на сите гледачи. Да. Како што најавивме да почнеме со едно постизборно постконгресно прашање. Се остварија вашите прогнози дека бунтовниците, ако можам така да ги наречам во СДСМ, некои од поранешните високи, кои што има високи функции во партијата или во некои институции во државата, не успеа да го саботираат Конгресот. Така се очекуваше. Сепак, според вашата проценка, колкава е штетата што беше направена од овие действија на поранешните членови на СДСМ? Видете, кружеше во јавноста некој тивол бојкот дека ќе се предизвика на Конгресот, но сепак видовме дека со едно присуство од околу 70% од делегатите, апсолутно Конгресот добина легитимитет, така да од него испративме на јасна порака, на едно единство, испративме порака на тоа што ќе следи, каде ќе не води битката понатака. Донесовме неколку одлуки, како што се зголемување на бројот на во Централниот одбор, зголемување на бројот во Извршниот одбор. Отворивме тема за избор на председатели на општински организации да биде на ниво на самите општини, преку општинските конференции или преку непосредно гласање на членовите. Така да изгласавме доверба на заменик председателот Вани Карамфиловска-Пановска. Така да пративме на порака дека партијата се консолидира и дека сите најави за бојкот се во доменот на шпекулации, кои апсолутно докажавме дека не се вистинити. Така. Да, тоа е навистина. Конгресот треба и остави таква слика дека тие дејства не постигнаа некој резултат што тие го посакуваа, и ова што го кажавте најавува дека практично внатре организационо се менува нешто во работата на протоколите на партијата и така натаму. И најважно од овие конгреси што следува потоа е некакво кадровско освежување. СДСМ најави еден проект 300, дали тој се однесува на тоа и зошто токму 300? Што е тоа 300 во проектот? Видете овака, значи председателот на овој конгрес бевме фокусирани затоа што беше отчетен, бевме фокусирани на постизборните резултати од локалните избори. Значи, обрнавме внимание на голем дел од општински организации каде што имаше резултата и обрнавме внимание на општински организации каде што не дадоа очекуван резултат. Така да фокусот на овој конгрес беше постизборен. Сепак председателот во еден наврат најави дека следи еден проект 300, тоа е инфилтрирање на 300 нови млади членови низ структурите на партијата, буквално на секој ниво, од почеток од општинските па на секој ниво во партијата, кои ќе бидат еден мотор желни за докажување и за работа, еден двигател, и веќе е во голем дел со нив стапено во контакт, голем дел од нив се преклонети кон партијата и се пронуѓаат во тоа што во последно време и како го најавивме. Така да се надевам дека за многу краток период ќе видиме едно многу поенергично делување на Социјалдемократскиот сојуз буквално на секое поле. Да, токму тоа е добар слабор за следното прашање. Теренот е најважната партија, најважната работа за партиите. Секојаш треба да приоритет. Ова со проектот 300, ако можам така да го наречем, и ако навистина постои таква подготвеност и волја кај тие млади и нови луѓе да се вклучат на таков начин во работата на партијата, најавува една доконсолидација на партијата. Дали тоа значи дека работата на терен, поинтензивната, понепосредна, подиректен контакт со граѓаните, значи дека партијата практично се извлекува од еден, јас таков впечаток имав до сега, дека партијата се извлекува од нешто што беше нарекувана елитистичка партија. Видете, факт е дека партијата се консолидира. После катастрофалните парламентарни избори, партијата стварно беше во еден нокаут.
да се изразам така, буквално голем дел од општинските организации во голем дел превладуваше огромно разочарување, имаше огромно несогласување меѓу членството, така да предходниот период од година и пол, скоро 2 години, работиме буквално во сите општински организации, работиме буквално на терен, контакти со членството пред све, за да го мотивираме и за да му представиме дел и планови како ќе се одвива партијата во престојниот период. Јас морам да напоменам дека тоа што ќе следи апсолутно ќе ги опфати сите од најдоле до најгоре, затоа што јас секогаш сум кажувал дека базата на една партија е општинската организација. Значи местните одбори, општинските организации, тоа е базата на една партија од каде што треба да произлегуваат идеите и нормално преку извршниот, преку централниот одбор и да се имплементираат. Така да со една широка дебата која беше опфатена на Конгресот буквално и за тие теми, каде што реално имаше и забелешки од одделени делегати, нормално и Конгресот е во впрочем и за тоа, не се медиумите за тоа. Во една конструктивна атмосфера и разговор донесовме голем дел на одлуки во смисла или мислења кои понатака ќе ги спроведеме. А тоа е заекнување на базата на партијата. Тоа зајакнување на базата и тој очигледно гледам дека го чувствувате дека треба таков да биде директен контакт со граѓаните, со членовите, со симпатизерите, со она. Во Македонија нели има еден голем број на неопределени гласачи, сега борбата е да се придобијат во политиките, не мора да станат членови на партијата. Видете, Социјалдемократскиот сојуз секогаш важел за партија која била меѓу народот. Реално. Така да и во овој аспект самото наше делување преку општинските организации ќе успееме да стигнеме до раката на секој од граѓаните. Зашто го велам ова? Затоа што видовте што се случува во нашата држава претходната година и пол. Владе едно огромно разочарување кај народот од сегашната власт, да, но во еден момент не се гледа алтернатива, затоа што се уште се свежи мислите од нашето владење, па и од претходното владење, така да полека почнуваме да враќаме довербата на граѓаните и тоа преку платформи кои ќе ги најавиме во престојниот период. Се чувствува една поинаква комуникација во однос на медиумите, во однос на јавноста, прилично нагласен интензитет на изјави, пресконференции, соопштенија со еден тон кој е многу поостар, подиректен. Дали тоа значи дека власта ви дава доволно материјал за такво нешто или наистина се подготвувате за избори? Видете, народот очекува борба. Народот очекува ние да сме тие што ќе се спротистави на оваа власт. Така да, затоа и нашето делување после локалните избори бе од еден начин стана поенергично во смисла на тоа, како што рековте, пресконференции, борба против корупција за година и пол на оваа власт, отварање на една платформа каде што ќе може народот да пријавува компании да пријавуваат нерегуларности на јавни набавки. Така да од све тоа ќе црпиме материјал каде што има реални индиции за сторен криминал или корупција, е и пријавено до надлежните институции, дали е тоа јавното обвинителство, дали е тоа ДКСК. Така да сакам да кажам дека со таа платформа, со тоа наше излегување пред граѓаните, ние сме една продолжена рака каде што ќе успееме да ги доловиме сите моменти од ова владење кое е апсолутно ненародно, ќе успееме да ги доловиме и да ги представиме пред граѓаните. Но тој интензитет не е соодветно пропорционален на одговорот на институциите. Сега може да се каже дека тоа што вие го кажувате е од политички аспект, можда треба дополнителни докази, но нема доволно реакција од институциите за да покренат предмети против она што го кажувате вие дека постои корупцијски скандали во редовите на владеачката партија. Видете, наше е тоа све да го представиме. Дали, од друга страна,
јавното обвинителство или ДКСК или другите институции релевантни ќе покренат некоја постапка е нивното оцена тоа дали реално има индиции за сторен криминал. Не може ние да збориме за фирми кои во рок од година и пол добиле на локално ниво 161 тендер, една фирма, да нема индиции за сторен криминал. Значи ние може да кажеме, може да преротичме, може да предочиме, може да дадеме аргументи, а понатака е топката на страна на релевантните институции за тоа. Затоа јас упорно кажувам дека ние треба да бидеме очите на народот, реално, затоа што народот нема инструмент да оди да проверува, да доставува документи, да ние ќе бидеме фактички и очите и ушите на народот каде што ќе предочиме дека во одредени сегменти има и како индиции за корупција. Јас ќе кажам една констатација, не знам дали вие ќе согласите или не, може да имате спротивно мислење, но тоа владеачката партија, особено ВМРО-ДПМН, постојано, континуирано и нагласено зборува за судството со најмала доверба, дека не му верува на судството, на обвинителството и така натаму. Дали, а од друга страна, еве, вие предочувате дека има голем низа на корупцијски скандали на кои тоа судство не реагира, или обвинителство. Дали ова значи дека наспроти толкувањата на ВМРО-ДПМН, ние повторно имаме заробено правосудство? Апсолутно е тоа така и тука не е спорно ништо, мислам дека и граѓаните го гледаат тоа, дека имаме заробено судство и дека довербата во судството не е ни милиметар помрдната, а тоа е апсолутно се гледа, значи дека се закочени реформските закони, реформската агенда за кои грчевито нели се бориме да се реформираат дел од тие закони со цел да граѓаните осетат дека нешто се придвижува во држава. И поради тоа и да дадат поддршка или да си го вратат довербата во судството. А ние гледаме дека судството се користи апсолутно за маша, за заплашување и за убедување и притисок на опозицијата. А тоа оваа влада го докаже на многу наврати. Право со резолуцијата во собрание, со забраната за говор, значи апсолутно на секој чекор, сега и со Safe City, значи со апсолутна контрола. Па и со директното влијание во изборот во институциите, например добро, ова е за судот во Страсбург што ќе го наведам, меѓутоа таму беше очигледно влијанието на власта во однос на тоа кој ќе оди во Страсбург. Еве сега имаме нов избор, следува избор на државен јавен обвинител, забележливи се тие влијанија таму. Јас го кажав тој претходно, значи оваа влада наликува многу на владата од пред неколку години на Никола Груевски, така да апсолутно е тој начин на владење фактички само пресликан, затоа што овие луѓе сега што се трети од ешалонот тоа време, така да не може да се смени таа матрица на размислување, но сепак ние сме тука тоа да го укажеме и да се бориме против тоа. Како ќе се бориме и како ќе успееме тоа да го представиме пред граѓаните, тоа е наше, а граѓаните ќе го видат. Обично нели се вели, тоа се проверува, тесте се изборите што следуваат, дали се редовни или вонредни. ВМРО-ДПМН лавира, понекогаш вели одиме на избори, па потоа се повлекува. СДСМ исто така сега во последно време инсистира на тоа дека сте подготвени за избори. Дали можеме да очекуваме оваа пролет да биде некоја најава за избори на есен или опозицијска пролет која ќе притисне за да има вонредни избори? Многу индикатори зборат дека ќе има предвремени избори. Прво, она сценарио што владачката партија го диктира, тоа е изолација, избори па носење на мигранти, е реално остварливо и факт е дека све што отвори Социјалдемократскиот сојуз како пресконференција, ќе видите дека или е дел веќе остварено, а и дел ќе биде остварено. Изолацијата ја гледаме на секој чекор, апсолутно. Така да дали е тоа од Европската унија или сакам да кажам од одлуките од нашиот стратешки партнер кој
и пред тоа беше наш стратешки партнер и ќе остане секогаш наш стратешки партнер, само што сака владичката партија да го прикаже како да е некоја нивна заслуга целата оваа ситуација, така да сакам да кажам дека апсолутно све води, значи, на тоа дека ќе има предвремени избори. Кога ќе бидат, дали ќе бидат годинава, дали ќе бидат почеток на наредната година, тоа ќе одлучи наверојатно владачката партија. Но сепак кога ќе видите дека во каква дупка влегува моментално финансиска нашата држава, кога ќе видите дека за прв пат во историјата е затворен трезорот 15 декември, нема меѓуинституционални плаќања према компании, ќе видите дека се работи за сериозен недостиг на финансиски средства. Имате задолжување, моментално е најавено ново задолжување од 300 милиони евра, тоа го најави вчера и председателот Венко Филипче, така да тоа се све индиции дека напролет, на есен би имале парламентарни. Да, тука голем е притисокот и социјалниот притисок, еве синдикатите излеглаа на протести, платите стагнираат, они велат дека можеби изборите се решение, но за да има избори, обично нели претходи лидерска средба, обично за да се договорат модалитетите околу тоа кога, како и така натаму. СДСМ одби да учествува на последната лидерска средба, но таа беше закажана од некои други причини. Во која ситуација СДСМ ќе биде подготвена за да седне на лидерска средба? Дали, например, темата за изборите би била доволно тема за да се седне на лидерска средба? Социјалдемократскиот сојуз ја одби поканата за лидерска средба затоа што тоа беше све само не беше средба која ќе донесе решение за било што. Значи ги видовте вие кои беа барањата од таа лидерска средба, укинување на техничката влада, влада која токму ВМРО ја бараше да остане 2018 година за изборите 2020 година. Што се сменило сега 2024 година, 6 година, моментално, за да ние бараме укинување на техничката влада. Дали е државата зрела за укинување на техничка влада, дали институциите се подготвени на еден демократски начин да дозволат фер и демократски избори, кога све укажува на тоа дека опозицијата ќе биде притисната, доволно уценета, за да не може да се бори рамноправно. Така да, нашето учество на таква лидерска средба, каде што ги дадеме само на легитимитет, на барања од владата, мислам дека е апсолутно ирелевантна. Затоа што владата и без нашето учество, значи без консензус, ако сака да укине техничката влада, ќе укине. Така, затоа што ако се сеќавате март 2025 година на барање на нашиот председател Венко Филипче имаше лидерска средба во која беа направени и работни групи за промена за почеток на реформската агенда, односно за решавање на законите во реформската агенда. Видовме дека од тоа немаше ништо и не успе ништо. Така да апсолутно мислам дека барањето за лидерска средба е само едно алиби и ништо повеќе од тоа. Океј, кога спомнавте многу од, да речеме, политиките кои СДСМ и вие ги оценувате како погрешни. Но ако да ве замолам да изберете една, за да не се расшириме премногу, интервјуто има ограничено време, која една од политиките би ја избрале за да укажете на незините слабости? Јас лично, а и Социјалдемократскиот сојуз, би го избрал игнорирањето на владата, на барањата на работниците, на превозниците, камионџиите. Значи, све тоа се представува дека е крив некој друг. Вие сте влада, вие треба да го решавате тоа. Не е крива ни Европска унија, не се криви ни работниците, затоа што си ги бараат своите права. Тоа се тотално погрешни политики, значи да се префрли топката на друго место. Значи, уште се делува како опозиција, веќе 2 години сте позиција, така да тоа се политики кои ние силно ќе се спротивставиме и се спротивставуваме. Сме го докажале тоа уназад времето, значи кога и сме зголемиле и минималната плата и сега сме за борба за зголемување на минималната плата и ќе поднесеме закон за замрзнување на функционерските плати. Мене лично ќе прашате биде ги намалил функционерските плати со цел да на луѓето кои вчера протестира, а веруете голем, може вчера беше еден од најмасовните протести до сега на синдикалното движење, така да тоа све го покажува дека владата ја губи контролата
во државата. Друга страна, моментално имаме блокади на границите на нашата држава према изразуваме револт према Европската унија. Видете, не можете вие на одлуки на Европската унија кои се донесени во Европски парламент 2012 година, кои сега се спроведуваат електронски, значи имате 2 години да го припремате и преводниците дека тој закон што го бара Европската унија, дека тоа ќе се спроведе, и вие сега да се криете зад превозниците и да напаѓате Европската унија. Све е тоа доказ дека намерно се прави блокада кон ЕУ интеграцијата со цел да си продолжи овој баш возок и немањето на контрола на институциите во нашата држава. Добро што спомнавте евроинтеграцијата, бидејќи сакам на прашањето за изолацијата, која очигледно ја обкружува нашата земја, па и внатре дури, да се осврнеме малце на евроинтеграциите. Очигледно е, тоа секој хроничар, новинарите, медиумите во последно време гледаат дека апсолутно нема комуникација на ниво македонска влада и институциите во Брисел, освен оние формални средби како што се, самит на ЕУ со Западен Балкан или, берлински процес и така натаму, кога е од протоколарен аспект културно да се појавите на тие средби. Но директна комуникација не гледам. Од друга страна, замрзна комуникацијата и со Бугарија, каде што е нашиот најжежок проблем во однос на интеграциите и за кој се очекува ние да го решиме. Европската унија го кажа својот став. Имате рамка, утврдено е таму се што е договорено, подпишано од сите земји членки, подпишано од Бугарија која се согласи дека нема понатаму да го блокира процесот. Што се случува? Зошто го прави ова владата? Нас никој не блокира од надвор. Ние се блокираме сами себе си. И тоа последните 2 години е нагласено и е можеби главна ориентација на оваа влада. Да го блокира ЕУ напредувањето на оваа држава, и тоа го кажав зашто. Европската унија има своји закони кои мора да се почитуваат, реално, и ние како држава сакале некеле ќе ги почитуваме, и во една оваква ситуација која што е сега нема да трпи Европската унија, туку ќе трпиме ние. За целата политика што ја води Влачката партија ќе трпиме ние, нема да трпи ни Европската унија, нема да трпи ни Бугарија, ни Грција, никој околу нас. Значи ние и нашите граѓани ќе трпат. Значи зар има поголемо омаловажување на својот народ да го натерате да вади бугарски пасоши со цел да отвори бугарски фирми, за да може полесно да заработи парче леп надвор или во Европската унија. Мислам дека е тоа врвот на непочитување према сопствениот народ, значи да не му возможите сопствената држава да просперира. Така до тој аспект јас сакам да кажам дека да, блокадата е видлива и тоа Европската унија не ни ја прави таа блокада, сами ја правиме. Второ, имате визи од Америка, од Соединетите американски држави, значи веќе сте тука во периметарот на трети земји. Значи така да на секој чекор ќе се соочуваме со блокади. Ова што сега се случува на границите, верувајте дека само ќе се продлабочи. А од тоа ќе губи и македонската економија и ќе губат граѓаните. Да го привршиме ова интервју со едно прашање кое се однесува на вашата учество во локалните избори. Тука влеговте директно во битка. Жестока беше битката, го добија таму во аеродром ВМРО допадна изборите, но како сега гледате? Дали граѓаните го добија она што го очекува и што им беше ветено? Иако може би рано, но трендови некои се гледаат. Да, јас се впуштив во една битка искрена пред све. Така да мислам дека све што вложив тие 3 месеци од енергија на крај не даде резултат, за жал, но сепак излеговме од таа битка со подигнати глави. Све што укажувавме и пред тоа, сега на терен се гледа. Значи, апсолутно доволно е да направите една анкета во аеродром, да видите дали е нешто исполнето од тоа што беше ветувано. Доволно е да излезете низ Скопје, да прошетате, да видите дали е Скопје повторно чисто, како што најавува за 72 часа, поминаа веќе 3 месеци од изборите. Скопје е буквално исто. Дали е Скопје незагадено, како што најавува дека го решаваат проблемот за Скопје е исто загадено, дури и се гушиме поготово во аеродром. Така да, огромни долгови во сите јавни предпријатија, набавка на нови автобуси,
не видов уште, да, се најавува нека ќе ги видиме дали ќе биде тоа така. Така да сакам да кажам, све што се најави предизборно, а и за време на кампањата од противникот апсолутно не го видовме на дело. Така да доволно е народот да го прашате и ќе ви даде буквално одговор ист како овој. Ви благодарам многу за овој интервју. Благодарам на поканата, задоволствен беше.